Македонија во црно. Вчерашниот ден на сите ни донесе голема тага во семејствата, во домовите, кочани жали. Не можам да замислам утринава како изгледа овој град. Анализираме нешто на вистина многу тешко, една од најболните, најтешките моменти, мигови кои што се случиле во историјата на Македонија. А сега тоа е стварна дебата дали ова најголемата трагедија, во тој трагедијата, нели сме имале ние други трагедии во минатото, загубени се голем број на млади животи. 59 сега за сега, се надевам дека таа бројка ќе остане. Прво да почнеме, значи во овој, јас би рекол, живот помеѓу две катастрофи и две несреќи, кои што го имаме, никако да извлечеме заклучок што треба во иднина да се направи, никако една трагедија да не научи дека таа треба да биде последна и дека треба нешто на теренот да се смени за да се избегне наредната. Значи, ако се запали на модуларна болница во Тетово, тогаш требаше нели да се преземат сите адекватни мерки за да не се случи пожарот на дискотеката во Кочани, ако не се лажам. И гледаме дека еден објект кој личи на кокошарник, нели, добил кој работи со лиценца за некаква лесна индустрија, мислам, она употребна дозвола има, па има, не знам, лиценцата му е фалсификувана, па истечена и така натака, нели, лиценца за кабаре има, нема за дискотека. И во еден таков објект кој нема услови ни за чување животни, а не за организирање на концерти, бил организиран концерт на кој биле поголем број, повеќе стотици луѓе. Дознаваме дека голем број од тие луѓе биле малолетни, што е нели исто трагедија само по себе. И не само што немало хидрантна мрежа, бидејќи секој објект кој собира толку голем број на луѓе мора да има хидрантна мрежа. Тук имало само, ако не се лажам, 2 ПП апарати, што е нели премалку за да се интервенира кога до душе и не може со ПП апарати вие висок кров да покрив да угасите. Тука треба да има нели оној систем што е за пожари кои се активира на чат. Трета работа е пиротехниката која била внесена. Не знаеме дали тоа било дел од точката или нели некој од гостите ја донел. Која што е, предпоставувам, не знам сигурно, предпоставувам дека и тоа е нелегално и внесено, и донесено, и увезено, и така натака. И кога сето тоа ќе се збере, а и кога ќе се зберат сите ние докази кои допрва обвинителството треба да ги собере, тоа ќе видиме една потполна затаеност на системот, на што се нарекува Република Македонија, на што институциите треба да го представуваат. Не знам што би додал се уште, освен нели апел некој нешто да се смени, да престанеме ние да броиме мртви ранети, да живееме некој малку подобар живот. Загубивме 59 млади луѓе за миг. Над 140 се хоспитализирани ширум земјава, но и надвор во странство. Ме загрижува моментот, немаме центар за изгореници. Немаме место каде што се лекуваат изгореници. Како сме се оставиле со таков пропуст? Еве, ја лично знам дека на клиниката за пластика и пластична и реконструктивна хирургија во државните клиники тие може да лекуваат, но не во толку голем капацитет, значи многу помалку, многу ограничен капацитет и самата таа клиника е релативно мала, со релативно мал број на лекари, со релативно мал сместувачки капацитет, а особено за вакви, нели, тоа се тие изолирани соби во кои што нели не смее да има никаков допир, бидејќи изгорениците се лечат на таков начин.
Цела среќа што земји како Бугарија, Србија, Турција, Грција, нели веднаш испратија и помош, изедоат дел од пациентите. Ако не се лажам, во Србија се лекуваат 17 пациенти, во Бугарија 14, во Грција 9 и во Турција 4 или 8, не сум сигурен. И денеска треба да појдат по 4 пациенти во Хрватска и во Словенија. Романија. Романија, се извинам. Да, а Словенија, Унгарија и Австрија веројатно ќе примат во текот на денешниот ден уште пациенти. Тоа е големо олеснување за нашиот здравствен систем, а тоа како нашиот здравствен систем не може да прими, па не знам, нашиот здравствен систем стана нели една голема шега, ако се што е поголемо од вадење на зоб е тешко да се најде термин, тешко да се најде и кревет за било што. Сите ние сме имале потреба од лекар, сме се оперирале, знаеме како тоа изгледа и како тоа личи. И тоа е резултат нели на значи кога вие немате систем за една работа, го немате воопшто тој системот. Значи отсуството на систем и на здраворазумски решенија доведуваат кон тоа, нели, да вие имате прва трагедија, потоа немате кај да ги лекувате луѓето од таа трагедија. Гледаме нашите соседни држави кои се добри, поголеми, нормално и се и побогати. Можат да примат наши пациенти, а нивните здравствени системи и натаму да функционираат. И да кажеме, не знам, во Скопје нема можност да... Значи, не станува збор дали во Белград, значи во Ниш се примаат пациенти, значи Ниш кој е далеку помал град од Скопје, има услови за такво лекување. Но тука и се губи време, со оглед на тоа што во вакви ситуации е потребна брзината, брзо реагирање на лекарската помош, се губи време додека тие пациенти да се пренесат, а се работи за млади човечки животи, што е навистина трагично. Јас стискам палци, посакувам длабоко во душата да слушнеме само добри вести за сите овие пациенти кои што се хоспитализирани. Имаш информација дека сите пациенти кои се лекуваат во странство се во стабилна состојба, дека не им е влошена состојбата. Тоа е одличен знак. Сега веројатно нивото лекување. Освен докторот во Бугарија кој што излезе утринава со соопштение дека таму пациентите се во критична состојба. Да, но не им е сменета состојбата, значи не отишло. Пристигнале со критична состојба. Да, пристигнале, па сите се во критична состојба, што биле однесени итно, нели? Така да не им е влошена состојбата, така да се надеваме, нели, дека во посовремени медицински центри, како што е на пример во Софија, дека ќе има подобрување на нивната ситуација. Уште нешто би се навратило, денеска видов дека ќе има комеморативен собир на платото универзитетот на Свети Кирил и Методи. Студентите нели ќе заеднички час, повикуваат на заеднички час во чест на спомен за загиналите. Тоа треба да се... И има протест, пишува протест во Кочани, со право нормално протестираат граѓаните на овој град. Треба да се види сега ова, внимателно се следи, дали можеби една ваква трагедија, слично како и во Србија, нели, кога попадат на стрешницата, кога загинаа 15 лица, дали Македонија ќе влезе во еден циклус на протести, блокади, така натака. Тоа е нешто што нормално нема со тоа денеска се занимаваме, но во идниот период тоа будно ќе го следиме. Ние за жал животите на загинатите не можеме да ги вратиме, што и да направиме, како и да се однесуваме, но потребна е вина и секој бара одговорност, тоа е многу важно. Како е, во Македонија има 2 авионски несреќи на патнички авиони, хеликоптерска, мали авиони паднале, карго авион има паднато. Па не знам, немаме море, имаме бродска несреќа, ни потона брод во Криското езеро. Па се запали на модуларна, па да не збориме за ние гадни, страшни автобуски несреќи што се случија, нели, едната во Бугарија кога се запали автобусот, нели, па другата беше тука кај Ласкарци, нели, кога се преврте автобусот. И тука во сите овие ситуации беа констатирани системски грешки. Во сите беа констатирани дека се резултат на еден или друг вид на корупција. Во сите овие ситуации има уште многу други кои што во моментов не можеме да ги
да ги кажеме, бидејќи немаме време, ни текнува на се, бидејќи се премногу. И затоа ќе кажам дека единствената точна работа е дека нашиот живот е живот помеѓу две катастрофи. На тоа се сведува. Вчера прочитав еден статус, не можам да се сетам кој го имаше напишано, но е жива вистина. Вели, одиш да се лекуваш, гориш. Одиш да патуваш, гориш. Одиш да се забавуваш, гориш. Срѓан Ивановиќ, ќе ја следиме ние целата ситуација, што се случува и во однос на обвинителството. Веќе дел од 20 беа сослушани, има и приведени, веќе се зборува за имиња кои што се со име и презиме на некој начин нотирани како виновни за овој случај, но секако неофицијални се сите тие информации. Слободен печат ги следи во иднина да им ги пренесеме на нашите гледачи. Секако. Благодарам многу што беше утринава заедно со нас. Почитувани, продолжуваме со нашата програма.